Здраво дечки, како сте, јас сум Стефан и добредовте назад на мојот YouTube канал. Во денешното видео, како што можете да видите по насловот на видео, ќе трансформирам луѓе во спротивниот пол. Ставив на Instagram story кои луѓе сакате да ги трансформирам. Ми пишувате тиктокери, јутубери, некои се пишавте си самите. Одбрав 30 луѓе и се надам дека ќе биде ова интересно видео. Исто така, моментално грми врне, па ако се слуша, знаете дека е од тоа. Да не одолговлекувам со најавата на ова видео, не заборавете да оставите лайк на ова видео и доколку се уште не сте претплатени на мојот канал, претплатете се со кликнување на копчето subscribe. Ајде да почнеме. Прва на листата ја имаме плавооката. Да видиме како таа ќе изгледа како машко. Одиме овдека gender и male. Да видиме со второто како ќе изгледа. Второво е дефинитивно подобро. Само што малце брадата низ прсти расте. И секогаш има проблеми со ако некој вака се држи за лице, носи наочари, има коса на лицето, секогаш тоа е проблем со оваа апликација, но до некаде е супер. Следна што ќе ја трансформираме е Charli D'Amelio. Да видиме како таа ќе изгледа како машко. Одам овдека gender и пак male. Вау. Целата коса и отиде. Да видиме со второто. Не, првото е многу подобро од второто. Има огромна разлика. Можете да видите и блузата се смени, формата на лицето и се смени. Следната личност е Шакира, па да видиме како таа ќе изгледа како машко. Одиме male 1, обично male. Вау, што се случи со лицето? Проблеми со косата. И второто, дефинитивно апликацијава не сака коса. Потоа го имаме братучет ми, кој сам се пријави да биде во видеото, па да видиме како тој ќе изгледа како женско. Одиме female. Вау. Вау. Да видиме како ќе изгледа со подолга коса. Ова е дефинитивно подобро. Остави ми малце шминка има во апликација во опции. Makeup. Вау! Од ова преминавме на ова. Менове пол дефинитивно. Следен на листата ни е Стефан Лазаров. Да видиме тој како ќе изгледа како женско. Сликава е црно-бела, не знам како апликацијата ќе реагира на црно-бела слика. Не. Ова можеби, но дефинитивно апликацијава не сака ни вакви слики на страна. Одиме сега на Джеси Джоли. Да видиме како таа ќе изгледа како машко. Исто и Джеси е сликана на страна и раката е вака. Не знам како ќе реагира апликацијава сега на тоа. Вау. Второто е секогаш подобро. Мислам дека тука фалат едни наочари. Не овие. Вака подобро. Следната личност на која ќе го обменуваме полот е Бојан. Па да видиме како тој ќе изгледа како женско. На сликава изгледа како или да му е отече некој зап, или оса да го каснало. Но втораво е дефинитивно подобро од првото. Уште еден кој сам се пријави, па не баш сам, другар му го пријавил, е Борис. Па да видиме како тој ќе изгледа како женско. И носи наочари. Не. Може, но сепак не. Остани си машко, не менува пол. Сега одиме на тој што го пријави него, па се пријавија самите себе. Тоше, исто и тој носи наочари. Изгледаш како наставничка во второ оделение. Не, првото е многу подобро. Ќе му ставам и шминка. Наставничка за второ оделение. И кошулата се промени, и сакото се промени, се промени. Дури и наочарите. Вау. Следна на листата е Марија Делева. Да видиме како таа ќе изгледа како машко. Не. Апликацијава не сака странични слики, не сака коса и не сака ништо околу лицето. Потоа го имаме Пајак. Да видиме како тој ќе изгледа како женско. Не знам дали ќе работи апликација бидејќи очите му се подзатворени малце.
Вењата му се потполни. Но дефинитивно не. Да пробаме со шминка може... Не. Не работи апликацијата со пајак. Следен е Мартин Гајдов. Да видиме како тој ќе изгледа како женско. Првото... Второто не. Ама прво во повеќе одговара. Апликацијава не ги сака сите. Одиме сега на Марија Колинс. Да видиме како таа ќе изгледа како машко. Не знам колку ќе работи сега бидејќи и таа е на страна свртена. Одиме gender и male. Косата цела отиде. Со брада подобро. Но... Не знам што се случува со вратот, со... Дали кошула и стави? Има кошула, ама сепак не работи убаво. Следен на листата е Вајгале. Да видиме тој како ќе изгледа како женско, gender и female. Изгледаш како некоја тетка која секогаш се расправа кога ќе се соберете сите фамилиарно. На второ ми личиш познато, но не знам на кого, но ептен многу познато ми личи. Шминкам да ти ставам малце повеќе. Бе шминка болje. Многу познато ми личиш, не знам на кого, но познато ми личиш. Следна е Ива Орландо. Многу чудно изгледаат кога имаат сини очи. Вака е 100 пати подобро. Но апликацијата поише ги сака машките, мислам, бидејќи подобро ги прави од машки во женски како од женски во машки. Можеби на овие луѓе ја што сум пробал или сликите кои сум ги нашол се такви, но мислам дека апликацијата поише машките ги сака. Следен е Желко Јоксимовиќ и тој е на страна на сликата. Вау! Многу старо изгледа со побелена коса е. Му ставиме шминка. Вау! Дефинитивно го промени целиот. Следна е Цеца. И таа е исто на страна, како и сите други кои се тука. Одиме мейл и... What? Зошто сите имате кратки коси? Одиме сега на Дине, да видиме тој како ќе изгледа како женско. Female. Кратка коса не. Зашо мислам дека мајка му на Динев изгледа вака? Да пробам и шминка да му ставам. Мейкап. Ми личи на некоја актерка. На кого ми личи, на кого ми личи, не знам. Следна е Благица, да видиме како таа ќе изгледа комашко. Вау. Косата и остана овдека. Но дефинитивно филтеров само кај Благица работи како што треба. Следна е Тамара Тодевска. Дефинитивно не. Скоро при крај сум. Следен е GP. Исто и тој има црно-бела слика. Како женско изгледа супер. Вака мислам подобро. Шминка да му ставам дали ќе остане во боја или ќе биде црно-бела. Има малце боја, но дефинитивно ме слушаш мене, мене го полот. Следна на листата е Леонтина Бенсон. Да видиме како таа ќе изгледа како машко. Не. Не. Потоа одиме на Душан. Не знам колку ќе работи сликава со Душан, бидејќи е на страна. Не. Дефинитивно одбрав лоша слика. Од Душан се префрламе на Марио, каде што видов тој прв да направи вакви видеа, но не се покажа сами од себе си. Имаше ставено на стори на Инстаграм како ќе изгледа како женско, но не се стави во видео. Ајде да видиме како ќе изгледа како женско. Да му ставам и шминка.
Вау. Потоа одиме на Ариана Гранде. Не. Од ова се добиваат кошмари дефинитивно. Од Ариана преминуваме на Стефанатор. Тој изгледа добро како женско. Мислам дека шминка му фали. Топ. И предпоследниот Христијан Маџунков. Изгледаш како некоја пејачка, што пее само народни песни. И како за крај, јас да видам како јас изгледам како женско. Па, gender, female. Може и вака. Си ставам малце шминка. Операциите како и да тука, скапи се, ефтини се. Дефинитивно огромна промена. Па, тоа е тоа за видео. Се надам дека ви се допадна. Ако ви се допадна, не заборавајте да оставите лайк, да го споделите ова видео со вашите пријатели, коментирајте доле каков друг тип на видео сакате да гледате и дали сакате воопшто парт 2 да има од оваа серија. Па, се гледаме во наредното видео. Чао!